Основното училиште во Караџик денеска беше домаќин на детската ликовна колонија Фрагменти од мојата фантазија. Учениците под менторство на своите наставници по ликовно образование при изработката на делата користеа еколошки материјали со акцент на еколошката свест, одговорност и едукација на најмладите за одржливото. Ликовната колонија 5-та година поред е во организација на Сдруженијето за култура и заштита на животната средина Натуро, а е по повод Светскиот ден на театарот 27 март. Училиштето во Караџик е отворено за соработка со сите здруженија и организации кои работат во интерес на учениците, истакна денеска директорот Ивица Ѓоргиевски. Во секој училиште имаме по 2 представника од ученици и еден наставник. Учениците што ќе творат од сите наставници, направена е комисија која понатака ќе ги оценува и првопласираната екипа за да им се одолжиме за она што овдека вложиле труд идната година. Тоа исто училиште ќе биде домаќин на оваа иста манифестација. Се што е во интерес на ученици, активност на ученици, значи ние овдека имаме реализација на разни активности. Која активност ја имаме следната недела со Сдруженијето колосрпских сестара на 3 април, што ќе биде манифестација по повод цветници, каде ученици од сите училишта ќе дојдат во нашите простории и ќе изработуваат венчиња, а истите венчиња на цветници ќе бидат подарувани. Инаку, отворени сме и за сите други здруженија кои се работат во интереса на ученици, како што е Сдруженијето Етнофолк студио, Сдруженијето на писатели Илјана Тричковиќе, каде што учествуваме и со наши представници на една нивна манифестација, каде нашите ученици од целодневна настава, од продолжениот престој, освоија 3 први места и со Сдруженијето Илирија од Куманово имаме соработка, односно подпишано меморандум и на право место сте дошле каде што денеска всушност ќе склопиме меморандум со Сдружение на книжевен клуб Куманово од Куманово, така да соработката ни е продлабочена, што исто така соработката не е само во град Куманово, имаме соработка, кажуваме и надвор од просторите на нашата држава, тоа е со училиштата од Косово, Трајко Периќ училиштето, училиштето од Белград, во Караџич, и поканети сме сега на конференција во Словенија, училиштето Франција Пресшен организира меѓународна конференција. Уште се вклопуваме во она што се нарекува едносменска настава. Едносменската настава веќе постои овдека и се работи од 8 до 16 часот. Во истата едносменска настава имаме повеќе простор за дополнителна додатна наставна, имаме повеќе простор за слободни активности. Можеме да се гордееме со нашата целодневна настава, каде што имаме прекрасни ученици и се гледа напредокот на нив и во образовниот, меѓутоа и во воспитниот дел. Денеска се наоѓаме во Караџич, кој што е школа домаќин на Сдруженијето Натуро, кое што се занимава со еколошка свест и покажување на учениците на кој начин можеме да се изразиме и со биоразградливи материјали. Денеска темата за работа е фрагмент од костим за театар, каде што го славиме 27-ми како светски ден на театарот, каде што тие се изразуваат со уникатна идеја за костим, а после со жирито ќе дојдеме до ситуација да видиме кој е победник, за да го откриеме кој ќе биде следниот домаќин училиште. Кога се работи со рачиња и со деца, производот е секогаш уникатен, а воедно и уникатноста на оваа колонија веќе 5-та година поред е тоа што сите можни креации се го красат училиштата домаќини,
а имаме фонд од преку 300 дела каде што сите се направени од еколошки материјали, а воедно се премногу убави за гледање и споделување и во најава блага е тоа што ќе организираме ретроспективна изложба следната година од сите 5 во, дај Боже, во Центар за култура Трајко Прокопиев. Од ватките настани сакаме да пратиме на целиот наш град, па и пошироко, дека треба да бидеме еколошки свесни и треба да користиме и да ја пазиме планетата, затоа што не е само една. Годинава прва награда на колонијата освои Мартина Саздовска, ученичка во основното училиште Тодис Ордумис, ментор Далибор Крстевски. Второто место му припадна на домакинот на настанот, училиштето Вук Караџиќ, а третото на Бајрам Шабани.